Продолжуваме со отвореното студио, како што најавив колегата Баневски е вратен од теренот, Ацо таму не стигнува страстите. Баневски во првото јавување чувме дека на пресконференцијата денеска во општина Аеродром градоначалникот Марин објавил дека 15 денови статус кво, така нели? Ке причека Баневски? Да, колеги, Ке остави простор за преговори. Вистински пресврат всушност се случи денеска по денешната пресконференција во општина Аеродром, кога градоначалникот Златко Марин соопшти дека градбата, дека активностите, сите градежни активности всушност кај мајчин домо на спорното градилиште се во прекин во трајање од 15 дена. Тоа беше единственото нешто што го соопшти како добра вест од негова страна, пошто новинарите нели почнавме со прашањата во врска со тоа како, бидејќи тој вчера соопшти дека не постои можност да се запре градбата. Потврди дека станува збор за неправилности на градилиштето, односно биле констатирани одредени низ за неправилности што се однесуваат на оградување на градилиштето и такви некои технички аспекти на самото градилиште и активностите, поради што сите активности ќе бидат во прекин од 15 денови. Меѓутоа не се исклучува можноста и тоа да потрае доколку истите неправилности не се отстранат од теренот, што и дава простор на општината за да разговара со сите засегнати страни. Меѓутоа тука веќе предлагам да погледнеме изјавата на градоначалникот. Пред да погледнеме изјава, сакам да те прашам, дали новинарите денеска имавте намера да го прашате градоначалникот Марин на пресконференцијата да не ја свикува за да си поднесе оставка, бидејќи тој во кампањата вети дека ќе го сопре тоа, но еве не успева. Па немаше простор можеби за такво прашање со оглед на тоа што тој натака тврди дека е на страната на граѓаните и дека не треба да постои таму зграда и дека ги повикува да се најде решение. Ама таму се багерите, таму е оградено уште. Ајде да слушаме изјавата. Да видиме тој што вика во изјавата конкретно кога станува збор за изградбата. Денеска имав средба со инвеститорот, кој мора да биде вклучен во барањето на решението. Го информирав него, а сега ја информирам и јавноста, дека издавам решение за стопирање на градбата. Градбата е стопирана, влегуваме во барање решение низ дискусија. Ги преземам сите можни мерки и напори со сите засегнати страни, да најдеме начин трајно да го заштитиме плацот пред мајчин дом. Преземам иницијатива за решавање на проблемот со разговор со граѓаните, со инвеститорот и со градот Скопје. Во петок закажувам воена седница на Советот на општина Аеродром, ги повикувам представниците на граѓанските здруженија и сите засегнати граѓани да присуствуваат и да бидат дел од процесот на барање на решението. Едно интересно овдека е тоа што на почетокот вели дека сака да го вклучи инвеститорот во барањето на решението, меѓутоа подоцна кога го прашавме дали инвеститорот е поканет на таа седница во петок која што ќе се одржи одлучувачката седница практично како што е најавува општина Аеродром, градоначалникот Марин сосема на интересен начин изјави дека инвеститорот не е поканет и тоа беше единствениот одговор кој што го добивме од него. Ќе го имаме инвеститорот. Ќе го видиме тоа во следното парче. Доколку може да ја погледнеме и следната изјава кога станува збор за што било констатирано и дали инвеститорот е поканет на седницата. Повели. Инспекторот денеска излезе на терен, меѓутоа градбата е од пред 2 дена. Денеска беше најавено дека има неправилности, излезе на терен, направи записник и го изготви решението. Забраната во моментот е на 15 дена, не знам, да, тука. Во моментот е на 15 дена, меѓутоа доколку не се отстранат неправилностите, ќе се продолжи понатаму. Меѓутоа се надевам дека во овие 15 дена ќе го најдеме решението. На какви точно неправилности станува? Неуредено градилиште. Сега има тука многу основи. Од ограда непоставена, движење на возила, кој е внатре, кој каде треба да оди, така. Ќе се дискутира целото прашање околу И10, ќе се извади хронологијата на самиот настан, на самиот ДУП, како дошло до негово гласање и нормално поканите се граѓанските здруженија и граѓаните што се заинтересирани за цела работа да стане почиста. Не е поканет. Процесот на разговори со инвеститорот траеше подолго време. Како што кажав и на вчерашната пресконференција, мислам дека ќе дојдеме до некое решение во најбрз можен рок, меѓутоа тоа ќе го известиме на друга пресконференција, ако најдеме заеднички јазик, сите да бидат задоволни. Доколку ми дозволите да изанализирам она што беше кажано денеска на пресконференцијата, имајќи особено предвид околностите,
Градоначалникот Марин постојано повторува дека станува збор за наследен проблем и дека тоа не е негов лично проблем, меѓутоа дека еве се труди да најде начини да го реши. И повчерашните протести и поденешната негова експресна реакција, ваква реакција, укажува на тоа дека можеби, зад кулисно е некаков договор постигнат со инвеститорот за да може нели да и се даде простор на јавноста да каже што конкретно мисли и да се разгледаат сите можни решенија во овие 15 денови за да како нели да се задоволат сите страни, бидејќи тоа е единствената законска можност која што ја има Марин во овој момент за да овие 15 денови купи време и да речеме да остави простор за дебат. Баневски, само уште Но ние пред да имаме го инвеститорот како што најавивме, така што ќе пред, можеме да пред да го подетално. вклучиме инвеститорот Фатфир Етеми, сакам да те прашам. Ти денеска се обиде нели да го најдеш и екс градоначалникот Ивица Коневски. Тоа е сето тоа е правено во негов период, што не го оправдува градоначалникот Марин, што не го решава, а ветил. Да, всушност тоа беше адутот на градоначалникот Марин. Тој со тоа и го собори Коневски, меѓутоа Коневски можеби сосем очекувано не одговараше на телефонските повици кои што дали е точно дека на протестите има и советници кои го гласале спорниот ДУП. Го гласале спорниот ДУП, а вчера Со биле кој е на легализирана оваа парцела за градежна? Па имајќи ги предвид сите оние настани вчера на протестите, односно агресивноста која што беше искажана од страна на протестирачите, да, дилемите во јавноста се покренаа дека можеби дел од нив се инфилтрирани за да Имаше на може да социјалните се мрежи направи фотографии од советници од Да, тоа се веќе препознаени советници Да. по социјалните медиуми кои што можевме и да ги забележиме на дел од снимките, на дел од фотографиите, меѓутоа дали нивната намера била таа која што се шпекулира дека не би можеле нели да тврдиме. Добро, ајде сега да одиме со слушаме инвеститорот господине Етеми, не слушате ли? Да. Добар ден. Добар ден. Добар ден до сите. Сега како што слушаме, клучот е во ваши раце. Не е точно. Не е точно дека е клучот во моите. Ајде, повелете. Кој треба да одлучи сега? Јас сите правни процедури до сега сум ги почитувал и сум дошол до одобрение за градење и тоа правосилно одобрение за градење. Значи, сите законски норми, прописи сум ги почитувал до крај. Долго време сум со бизнисот, со градежништвото и сум одличен познавач на овие постапки. Кој е проблемот сега? Зошто ви е стопирана градбата? Што е неисправно на градилиштето? Јас бев денеска кај градоначалникот на средба и ме информира дека ќе донесе одлука за да го стопира градбата на зградата, бидејќи градилиштето оградата на градилиштето не е поставена според одобрението за градба. Јас сигурно не се согласувам со тоа и ќе поднесам жалба во ова. За овој проблем, да не дојдеше до оваа ситуација, требаше многу порано да се реагира. Не кога е уплатено земјиштето 3 милиона евра, кога се платени комуналите 2,5 милиона евра, вкупно до сега се потрошени 5,5 милиона евра, што е висока сума, огромна сума. Кога велите порано, што значи тоа порано? Да се продава за земјиштето. Господине Етеми, да. Вие сте ја купиле, според она што во медиумите се објавува, за 2 милиона и 700 евра, а во 3 милиона евра. 3 милиона евра, добро. 3 милиона евра. Во разговорите со градоначалникот Марин сте понудиле ли дека би се откажале, но веќе сумата на парцелата е од 8 до 10 милиони евра? Јас сум коректен бизнесмен и не сакам цените да ги зголемувам. Неприродно. Разбираш? Но до сега што сум потрошил пари за овој проект, сум потрошил 5 милиона и 500 илјади евра, што е ипак и таа висока сума. Градоначалникот најавува некаков компромис. Кој е можниот компромис, господине Теви? Да се задоволат и вашите интереси и интересите на граѓаните од општина Аеродром, кои се патем легитимни, бидејќи се угушија луѓето од бетон. Нема кај не се гради на сметка на зеленивото. И како го коментира тоа што не е ни поканет во петокот на седницата на вонредната кога ќе се дискутира овој проблем? Добро, тоа општината го... Знаеш, да не кажам, не е вредна работа. Луѓето што ги гласат тие дупови, утре ги критикуваат тие дупови. Разбира, утре излегува организираат протести, а на бизнес заедницата и на економијата во државата им се нанесува огромна штета. Кои се тие луѓе, господине Теви?
Па еве вчера ги видовме ние советниците што биле во проектниот состав, сега прават пресконференција, сега прават и протестираат и организираат протести. И тоа за жал и насилни протести, што во ниеден случај не можеме да ги оправдуваме. Добре. Ако некој треба правото да го бара, треба да води управна постапка. Ако ја не сум со документација во ред, нека најдат нека правна пречка, нека ме стопират. Добре, ме прашав, може ли е компромис? И кој е компромисот евентуално? Бидејќи господинот Марин најави дека ќе се обиде да најде компромис. Абе јас како човек секогаш сум бил човек за компромиси. Компромисите секогаш се тешки и болни, но да ме стават како бизнисмен после толку голема инвестиција во пат позиција, не знам како можеме да најдеме решение да го решиме проблемот. Господине Етемија, зошто вие сте инвеститорот? Зошто багерите дојдоа ноќно време во аеродром? И ова, значи медиумите треба да бидат коректни за информација, бидејќи многу медиуми, да не кажам скоро сите, Добро. дадоа неточна информација, дека ние навечер сме работеле. Ние навечер не работеле, бидејќи луѓето навечер спијат. Да. Туку камионот со багерот отишол навечер, бидејќи тој камион е широк 6 метри, преку ден заради сообраќајот не може да се движи. Навечер сообраќајот е по релаксиран и затоа навечер однесен багерот. Али дека се работело со багер. Како го разбирате револтот на жителите на општина Аеродром, па и на цело Скопје? На Скопјани. И вие сте... Верувај, Да. јас го разбирам револтот. Но треба да бидеме коректни до крај. Викат дека јас им го зимам зеленило. Не им го зимам, тоа е зеленило мој имот е. Тоа е елементарно уставно загарантирано право имотот. Втора работа, тоа зеленило што е таа ливада. Тука со зградата јас не сум исечел ни едно дрво, ни немам намера да сечам дрва. Туку напротив, површината што е со зеленило сакам да го троstručам. Како тоа? Предвидениот проект во кровот е предвидено да биде зелена површина и зградата да биде зелена, минимум од 100 до 150 високи зимзелени дрва ќе садиме. Површински, ако гледаме, 3 пати повише површина зелена ќе имаме со зградата, отколку што е сега. И сум спремен како инвеститор да делувам во околината и на друго место да донираме пари, да ја уредиме околината за повише зелен простор. Зошто? Ова беше првата точка. Да. Втората точка беше големината на зградата, јас ја намалив само за интерес зградата која е предвидена под тоа може да намалиме на Имаме Проблеми го со изгубивме. телефонската линија. Да. Ајде, повелете. Повелете, да. Ние планираме зелено Не, имаме проблеми. Тешко се прекинувате, господине Етеми. Режија, ајде, обидете се повторно да го побарате господинот Етеми, ако успееме. Еве, тој кажува дека, но и тој и градоначалникот Марин многу малку ги информираа баневски граѓаните и сега е ова се постфестум од кога револтот е голем во аеродром. Па да, меѓутоа и оно Па и што го целата изјави градоначалникот Марин всушност тоа очекувал да дојде до вакво нешто, бидејќи свесен бил дека неизбежно е дека мора да се даде одобрението за градба кога веќе нели сите претходно процедури биле уредно завршени, така што топката тоа очигледно ја префрли кон политичарите од претходната власт, кои што еве, како што кажавме претходно, не успеавме да ги добиеме, односно конкретно градоначалникот Коневски не успеавме да го добиеме никако. Баневски, има ли протести закажани за денеска? За денес, како што бев информиран пред легувањето на ова студио, имаше закажани протести, тоа што последно што го кажав во телефонското јавување по она вчерашното искажување на револт, граѓаните се одлучија и денеска да продолжат, меѓутоа не знам дали до овој момент можеби се откажани или евентуално одложени по промената на ситуацијата нели од општината кога веќе издала забрана за градба во овие 15. Инаку оваа парцела била собственост пред 10 години на Република Македонија, па тогашниот министер за транспорт Милијан Акиевски, барем според она што е објавено, ја дал на општината и на лицитација за продажба, па како нива, како земјиште.
неколку пати го менувала собственикот, за на крај да добие и маркица од времето на Ивица И одобрението Коневски. за 9 катови како И деловно тогаш станден простор. станала земјата градежна, пораснува незината цена. Еве, ете ми рече дека ја купил минатата година 3 милиони евра и вели дека сега веќе 5 милиона евра му е целото тоа штета или она што би било обештетување. Режија го имаме ли повторно етеми на линија или го немаме? Како што ми од режијацо нема изгледа исклучен му е не е достапен, и беше очигледно дека мрежата се губи. Но добро, ова е очигледно дека оваа криза нема лесно да се реши. Граѓаните се револтирани сосема со право, бидејќи градот станува неподносливо бетонско чудовиште. Од друга страна и бизнисмените се некако Инвеститорот е во право, он дал вложиле пари. толкави пари кои би Но биде мислам дека е добар пример да се расчепка и да се почне со расчистување на таа градежна мафија. Исклучувам дека мислам на етеми, општо на градежната мафија, која што ете така тоа ги се добива коментарите тие во маркици, насока на јавноста Скопје е се дека повеќе бетон него ли зелени. новата власт ветуваше расчистување еднаш за секогаш што градежната мафија, денеска според Но пишувањата споро се и гради можеби и повеќе од колку. Да. Игор Баремски, синов, Баремски, дали контактиравте со некој од советниците во општината? Дали имавте можност да разборувате со нив? Па Председателот на советот на општината, мислам, тие сепак се би требало да го тие се избрани таму за да ги штитат интересите на граѓаните и би требало во овој случај да се појават некаде. Не, сега го дека Дека го кажат. контактиравме со советници и со сите општински власти, впрочем кога веќе го работевме случајот, меѓутоа она што беше забележително што од самиот почеток е дека имавме еден молк од сите страни, дури градоначалникот Марин беше критикуван зошто не излезе на пресконференција, тоа го стори дури нели вчера кога рече дека рацете му се врзани за конкретниот случај кога доведе тоа до протестите на кои што можевме и да забележиме дека недовербата кај граѓаните е премногу голема, бидејќи тие беа повикани во неговиот кабинет, тој ги покани да дојдат на разговор, меѓутоа тие не сакаа да отидат таму. Тие рекоа тој е градоначалник на сите нас, нека се појави меѓу нас и кај што е проблемот и нека ни го реши. Па тука Па и е, така е. да, градоначалниците и децентрализацијата Инаку- генерално е направена баш заради тоа да граѓаните бидат да имаат по непосреден и подиректен контакт Инаку со Боријан власт. вчера имаше ветување од градоначалникот Марин дека ќе дојде. Да, имавме разговора Дека со него, денеска ќе требаше биде да во дојде, студио. да, денеска одложено со ветување дека ќе дојде друга прилика, во друга да прилика, бидам искрен. наскоро и би било добро навистина Да, бидам мислам дека искрен- тој премногу внимава кога станува збор за настапите во јавност, бидејќи и денеска она што беше очигледно беше вниманието на неговиот PR тим кој што ги прекина новинарите во моментот кога почнаа со прашања на друга тема на кој што тој онака резервирано одговараше, така што најверојатно ситуацијата е деликатна поради тоа и неговите советници го советуваат да се држи понастрана од телевизиите. Океј, имаме криза во развој. Да, јас, која- јас да бидам искрен морам на крај уште еднаш да повторам дека кога слушнам денеска дека свикал нас ни откажа гостување во денешното студио 1 и дека во 13 часот и 30 минути свикал пресконференција, не ми беше исклучено дека е можно да поднесе оставка бидејќи не може да го исполни тоа што им го ветил на граѓаните за време на кампања. Јас само искоментирал кога веќе имаме можност и простор дека е добро што се буди оваа граѓанска свест Апсолутно. во еден период кога во целиот демократски развиен свет се планираат иднината на градовите И да биде одлучуваат со се граѓаните. повеќе зеленило. Стварно е добро да граѓаните бидат поангажирани, поактивни во различни облици, се разбира не насилни тука. Насилните протести никогаш никому добро ништо не донеле. Добро, Ацо, тука сега Еве Баневски да ќе следи Развојот на настаните денеска. натака. во петок е седницата. Во петок е седницата, во Не, попладневните дали часови ќе се има очекува да се протести, расправа да, за ова и тоа. за овој проблем и тука ги очекуваме активистите, така што можеби ќе не очекува една малку подолга петочка вечер. Добро, пред да најавиме кујната на Маја Ацо, кујната е потоа се враќаме ние повторно.
сега се вести, пак маја ќе Да. има нов рецепт, потоа се враќаме ние со разговор на премиерот Зоран Заев за Euronews, кој го правев инаку јас како дописник на Euronews. И во студиото ќе биде тогаш, се надеваме, вратена и нашата Весна известувачка Велкова. од Собранието, Од Весна Собранието. Велкова, која ќе ни каже што има ново и што се случува во Собранието околу онаа Уставните- дебата која денеска започна во Комисијата за уставни прашања околу амандманите кои владата ги поднесе, а во врска со имплементацијата на преспанскиот договор. Следат вести, останете со нас.